Përshëndetje të gjithëve. Do të flasim sot për gjumin. Të gjithë e dim që sa i rëndësishëm është gjumi, por sa e dim realisht që gjumi është shumë i rëndësishëm tek fëmijët. Të gjithë prindrit e ri, pas lindjes së një foshnje, nuk e dinë se sa gjumë duhet të flejë foshnja, përse nuk flen gjumë, si mundet ta rregullojmë gjumin në mënyrë që foshnja të flejë, të rritet, por edhe prindrit të kenë pak qetësi në atë periudhë. Me ne sot në studio kemi të ftuar një specialiste trajnere e licencuar për gjumin tek fëmijët, me të cilën të flasim pak më shumë mbi teknikat, të cilat mund t'ju ndihmojnë të gjithë prindërve të rinj mbi gjumin tek fëmijët. Si t'i vendojnë fëmijët në gjumë, përse është gjumi aq i rëndësishëm për fëmijët dhe cilat probleme shëndetësore mund të vinë si pasojë e gjumit të çrregulluar tek ato. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar Sanja Đorđeva, licenciran trener za spijenje. Ne samo kaj deca, тук и kaj возрастни. Така е. Да. Меѓутоа денеска ќе се фокусираме кај децата. Како може полесно децата да заспиваат, за и родителите малце да имат мир? Дефинитивно така ќе го средим и на возрастните сонот. Значи ако им се среди сонот на децата, сонот автоматски ќе им се среди и на родителите? На 90% да. И повише Дали може да се врати мирот и сонот во една куќа после раѓање на едно бебе? Да, дефинитивно. Многу често можеме да слушнеме од повозрастните или некои роднини пријатели ќе ни кажат, па такво е детето, што мислевте вие сега станавте родители, нормално е да не спие. Според мене не е нормално едно бебенце да не спие и да не се развива како што треба. Може би е нормално до одредена возраст, да кажеме, во првите 4 месеци, кога се уште спиењето не е целосно развиено, кога фазите на спиење не се целосно развиени. Меѓутоа и тука имаме одредени правила, да кажам. Значи не е нормално детето цела вечер да седи будно, например дете на месец-два да седи цела вечер будно, преку ден да спие повеќе или преку ден да седи цел ден будно, навечер да спие. Многу е важно да се направи еден баланс во спиењето и далеко од тоа дека не е нормално некое дете да не спие. Дали ако се регулира сонот на едно бебе од како е мало новороденчно, тоа значи дека и во текот на животот ќе им биде понормален сонот? Да, има многу истражувања кои што покажуваат дека оние дечиња и оние деца, бебиња кои што спиеле добро, кои имале здрави навики на сон уште од мали нозе, многу подобро функционираат и после многу подобар сонот и како возрастни индивидуи, затоа што, да кажам, ако се постави основата на здрав сон уште од мали, сето тоа со текот на годините е се полесно и подобар е целосно сонот. Секогаш ќе има фази кога ќе се наруши сонот. Дали поради болест, дали не знам одредено патување, скок во развој кај децата, меѓутоа децата кои што имаат здрави навики, секогаш многу брзо се враќаат на повторно добар сон и потоа после некое време. Често пати сме слушнале не само од новите родители, туку и од тие што се малце повозрастни, дека едно бебе откако ќе се роди до 6 недели тоа само спие и ништо друго не знае. Дали е точно? За жал не. Зошто? Тука многу често ќе ми се јават родителите во првиот месец, два, токму поради тоа бидејќи сите слушаме ќе спие само, што прави бебето, само спие. Напротив, многу дечиња, прво многу бебиња се раѓаат со промена на ден ноќ. Односно тие не се свесни кога е ден, кога е ноќ и многу често спијат во текот на денот, а се будни цела вечер. Па треба да направиме одредени навики и одредени начини како да го научиме тоа дете да го препознава денот, а да ја препознава ноќите, односно да направи разлика помеѓу ден и ноќ. Второ, детето кога се раѓа, не се раѓа со развиени циклуси на спиење. Не се лачи мелатонинот кај нив уште од сам старт, односно многу мала количина на мелатонин се лачи, а мелатонинот е оној хормон кој што не прави поспани и кој што ни помага да спиеме. Бебињата кои што цицаат на почетокот го внесуваат мелатонинот преку мајчиното млеко, меѓутоа не во доволни количини. Бебето кога се раѓа поминува само низ 2 фази на спиење, значи не е низ 4 фази на спиење како ние возрастните, му требаат некои 4 месеци за да се развие целосно циклусот. Така што чести будења во текот на ноќта, зборувам чести на 2 до 3 часа, се сосема нормално, дури кај некои бебиња и на 1 час. Во текот на денот, тука е, мислам дека најголемата заблуда и најголемата грижа кај родителите,
Бидејќи во текот на денот повеќето бебиња до 4-5 месеци имаат многу кратки дремки, по 30 минути, 40 минути, и тоа е сосема нормално. Меѓутоа тука родителите се исплашени, бидејќи пример ќе ми се јават и ќе кажат не сака да спие, само 30 минути спие или само спие ако го држам во раце, само што ќе го спуштам во кревет се буди. Колку и тоа и да им е тешко во тој период, можам да кажам дека е нормално затоа што дневните дремки се развиваат тек околу 5-6 месец, што значи дека до тогаш некои бебиња воопшто не се спремни да направат преот од една во друга рем фаза, односно да врзат два циклуси на спиење. Кај нив едниот циклус трае околу 30 до 40 минути и затоа се будат на 30 до 40 минути, едноставно не можат да продолжат да спијат. Плюс овде е присутен и морорефлексот, односно тоа е рефлекс. Што е тоа рефлекс? Тоа е рефлекс кога ги мрдаат рачињата и нозете на еден начин, ајде да кажам народски, се штрецнуваат, немаат контрола се уште на своите рефлекси и кога ќе го спуштите бебенцето легнато на грбче, најверојатно ќе мрдне со рачиња и нозе и се буди веднаш од самото тоа, и поради тоа цврста им е дремката и најцврсто спијат ако родителот, мајката или таткото го држи бебето вака во оваа положба, бебенцето спие и најчесто така спијат, и тоа е сосема нормално и сосема во ред и може да го практикуваат родителите без да се плашат дека сега ќе наметнеме нова навика, ќе го научам бебето во раце. Нема да го научите бебето во раце во првите 6-7 месеци, така што целата таа близина што ќе му се даде во првите месеци, да се држи детенцето во раце додека спие, напротив може само да ја зацврсти врската и да го подобри ноќното спиење. Значи еден циклус кај бебињата трае 2 фази? Што значи тоа циклус на спиење? Пошто ние знаеме дека ќе заспиеме и тоа е тоа. После ќе се разбудиме. Не знаеме добро да ги разликуваме фазите на спиење. Така е. Значи ние кога спиеме поминуваме низ неколку циклуси на спиење. Пример, бебињата заспиваат и во првите 5 минути е фазата на заспивање. Значи, затоа првите 5 минути се случува, потонува да кажеме во сон. Бебето влегува во лесна фаза на спиење, која што трае од прилика некои 15 на минути. После 15 на минути влегува во длабока фаза на спиење. После длабоката фаза на спиење повторно влегува во лесна фаза на спиење и доваѓа до едно краткотрено будење кое што уствари, значи тоа не е еден цел циклус, и на тоа краткотрено будење се прави преод во следниот циклус, каде што повторно имаме лесна фаза, длабока фаза, повторно лесна и повторно краткотрено. Еден таков циклус до тоа краткотрено будење од прилика измеѓу 30 и 50 минути зависи од возраста на бебенцето. Затоа многу бебиња кои што или не заспиваат самостојно, или се мали во првите неколку месеци, на тоа краткотрено будење се будат и не знаат што да направат, односно не знаат како повторно да продолжат следната фаза и тука бараат помош од мама, тато, нормално со плачење, со викање. Затоа можеби ќе се разбудуваат токму во овој период. Најчесто за тоа се будат. Сега кај малце поголемите бебиња, над 6 месеци, над 5,5, над 6 месеци, доколку има такви чести будења, особено во ноќните, па и и за време на дремките, но особено во ноќните часови, најчесто тука е начинот на кој што заспал бебето. Затоа што, например, сега замислете вие да заспиете во вашата спална соба и одеднаш некој да ве премести на скроз друго место. Ќе се разбудиме. Автоматски ќе се разбудите, особено во тој период, затоа што и ние возрастните го имаме тоа краткотрено будење, само што не се сеќаваме наутро на тие будења, освен луѓето кои имаат нарушен сон. Кај бебињата, пример, бебето заспало со доење или заспало во рацете кај мама. Така заспано, мајката го спушта бебето во кревет и тоа продолжува да спие. На следниот преот од една во друга рем фаза се буди и бебето се наоѓа во кревече, не знае каде се наоѓа, се сеќава последно дека било кај мама. И е збунето и почнува да плаче, почнува да бара помош, односно не знае што треба да прави. Затоа ние кога правиме програми со бебиња, ние одиме на тој начин да го научиме бебето на самостојно успивање, да го спуштиме будно во кревече, да го научиме само да потоне во сон, затоа што така само ќе почне да ги поминува фазите на спиење. Дали може ова да се практикува и кај помалите бебиња или кај нив има посебни техники кои помагаат? Во првите 4 месеци не практикуваме конкретни строги техники на самостојно заспивање, затоа што како што напоменав, самиот циклус самото спиење не е развиено и многу бебиња воопшто не се спремни за тоа да научат самостојно. Тука правиме на пример помош во текот на денот, гледаме да ги успиваме на секој саат. Не е важно колку долго ќе одспие дремката, барем да одспие на секој саат. Да вметнеме рутина пред спиење која што на самото бебе ќе му биде веќе позната и која што ќе го смирува пред самото успивање, ќе му помогне на еден начин.
да направиме ред во кој што во исто време го легнуваме навечер, во исто време го будиме наутро. Навечер да биде цело време изгасено светло, ако треба да се промени пеленат, целото тоа да се направи во тивка атмосфера со минимална светлина, да не гугаме во тој период, да се смешкаме. Навечер се знае време за спиење, така што и да се обидеме на самостојно успивање, ама ако ни дозволи детето, да не го правиме тоа со плачење. Веќе после 6-тиот месец, бебиња кои што често се будат, може да се почне со одреден тренинг за спиење или со одредена програма за спиење, со чија помош го учиме да заспива само. Тука и да плаче. Плачењето гледаме да е секогаш родителот да реагира. Мислам, има разни техники, има разни начини како да се научи детето да заспива само. Меѓутоа, јас секогаш гледам да е колку што е можно понежен тој начин и родителот да е цело време присутен со детето. Да не се методи на, нели, да се исплаче на позната крај-аут метода. Само во соба за да заспие. Не практикувам и не препорачувам такви методи, бидејќи на тој начин може да се појави одреден страв кај детето и одбивност од спиење и на еден начин да научи дека џабе плачам, никој не реагира. Многу е битно и да плаче родителот да е тука, да му помага, да го насочува, да го утешува, да го гали, да го мази, се заедно на еден начин да поминат низ целиот тој процес за сами да научат. Така што никогаш според мене не е касно, ние работиме со деца до 6 години, веќе после 6-та година е малце по-комплицирано, да се не е невозможно, меѓутоа е малце поразлично. Инаку до 6-та година, до 6 години имаат време да го решат. Да го практикуваат и да го решат сонот. Така. Дали едно бебе треба да има распоред? Кога ќе се буди и кога ќе легне да спие? Да, треба и дневниот сон е многу тесно поврзан со ноќниот. Мите тоа кога ќе кажеме оставете го преку ден да не спие, за навечер да поспие подолго, напротив, дете кое што не спие преку ден нема да спие ни навечер и тоа е како еден круг, се вртат родителите во круг. Ноќното спиење е влошено, тоа влијае негативно на дневното спиење, па дневното спиење повторно негативно на ноќното и едноставно се вртат во круг и не знаат како да излезат. Многу е важно секој родител да знае колку дремки се соодветни за одредена возраст на детенцето. Например, првите 4-5 месеци не можеме да ставиме конкретен ред, мора да има толку дремки. Од прилика се измеѓу 4 и 6 дремки во првите 4 месеци, зависи колкава е должината на дремките. Веќе од 6-тиот месец, измеѓу 6 и 9 месеци, е убаво да имаат по 3 дремки. Првите 2 да се малце подолги, значи измеѓу саат и 2 саат должина, една дремка. Трета кратка 30, 40, 45 минути, само колку да може да издржи до ноќта. А прозорна будност, за прозорна будност мислам на времето колку е бебето будно од завршување на едната дремка до почнување на новата дремка. Прозорот на будност е измеѓу 2-2,5 часа. Тоа е од прилика до кој 8-9. Веќе околу 8-9 месец имаме голем скок на развој, каде што и спиењето се променува, односно овде се исфрла третата дремка и бебето останува со 2 дремки, бидејќи веќе е поголемо и може да издржи подолго време будно. Тука дремките исто остануваат, првите 2 измеѓу саат и 2 сати, зависи колку е долга дремката, а прозорот на будност се зголемува на 3 до 4-4,5 часа. Зависи како, нели, колку месеци е, така. Од прилика со 2 дремки остануваме до 15-18 месеци, зависи кај детенцето. Едната дремка се исфрла измеѓу 15-тиот и 18-тиот месец и со таа една дремка остануваме, убаво е да се продолжи барем до 4-5 години, да се има една попладневна дремка, после тоа веќе може и таа да се исфрли. Дали има час навечер кога треба да заспие едно бебе, еве па и едно дете до 6 годишна возраст? Идеално време е измеѓу 7 и 8 часот. И морам да кажам дека тоа ми е најголем предизвик кога работам со родителите. Зашто? Особено верувам во Балканот се случува, пошто цело време гледам навечер дека родителите се дефинитивно. Па затоа што сите сакаат да останат до подоцна навечер, па некако се чувствуваат дека сега многу рано треба да си дојдат дома за да го успијат детето, па им завршува вечерта. Меѓутоа, јас повторно ќе кажам, кога имате деца, мислам децата ни се на сите пред се, и неколку години сметам дека треба да се направи одреден компромис и да се откажеме од некои работи. Или, например, научите го бебето да заспива самостојно, нека заспива, успите го вие во 7, во 8, нека го причуваат баба, дедо, па вие излезете, или нека причува тато, мама да излезе или обратно, да си направат одреден ред. Идеално време за заспивање на децата е измеѓу 7 и 8. Тоа е затоа што децата, тоест не
децата и ние и возрастните се водиме според циркаден ритам. На еден начин замислете дека имаме часовник во нашето тело. Тој ние го нарекуваме биолошки часовник, кој што ни одредува време на будење и време на заспивање. Времето на будење на децата е најчесто поврзано со изгревањето на сонцето. Значи, нивниот часовник е поврзан со изгревањето на сонцето. Затоа е особено кај ранобудните деца, особено во пролет и лето, гледаме да биде скроз темно наутро кога се разденува, за да не осетат дневната светлина. Кога ќе осети дневна светлина, веднаш се будат, затоа што се со енергија да го започнат денот. Да. Во 7 сите мајки викаат децата се будни пред нас. Да. Има многу дечиња што стануваат и во 6 и во 6:30 и колку им е тоа тешко на родителите, тоа јас не го сметам за проблем, туку е нормално време за нив, е нормално време. Сега ние што сакаме да поспиеме малце повеќе, тоа е друго. Меѓутоа да се обидат да го задржат времето на заспивање, бидејќи ако бебето заспие на време, многу е подобра целата ноќ. Ако детето заспива покасно, 10-11 часот, тогаш е голема веројатноста дека ќе имаат нарушен сон, дури и да се соочат со рани утрински будења. Зошто тогаш имаат нарушен сон? Ако заспиваат во 10 или во 11 часот, барем и за една вечер ако се случува ова, или за една вечер смееме да направиме некој компромис. Секогаш смееме да направиме компромис за кратки да не ги сплашиме тогаш родителите. Не. Може секогаш и јас правам компромиси за иако сум прилично строга околу спиењето, меѓутоа секогаш се случува. Сега тука многу зависи од карактерот на детето, како ќе реагира тоа дете на таа вечер. Има деца кои што нема да имаат проблем, ќе заспијат во 10 или 11 одредена вечер и немаат проблем, ќе спијат добро. Меѓутоа има деца каде што ако заспијат малце покасно, веднаш реагираат со почести будења таа вечер или може да се случи да се разбудат и да плачат многу во сонот, но родителот е важно да е спремен на тоа, да знае дека има шанси тоа да се случи и да се ги сноси последиците. Така што не е страшно една вечер, но ако тоа често се практикува и ако е пракса и ако често детето и секоја вечер заспива толку касно, голема е веројатноста дека сонот е нарушен токму поради тој нивни биолошки часовник. Колку повеќе ние ќе се доближиме со времето на успивање до нивниот биолошки часовник, толку подобро реагира нивното тело на сите циклуси и на целото спиење навечер. Колку повеќе ние сме подалеку од тоа, толку е повеќе нарушен сонот. Знаеме деца, особено ако се малце повозрасни, накај 2-3 години, да си го продолжат овој време со тоа што ќе се разиграат па со мама, тата, за да не заспиваат толку брзо. Како треба да биде таа рутина пред спиење за децата да имаат квалитетен сон? Секогаш јас им предложувам на родителите и ги советувам 1 сат пред спиењето да биде мирно време. Значи, тоа значи да нема игри во тој момент, игри трчање, барканица, па некое голицкање каде што ќе се смееме, сите ќе бидеме превозбудени, превесели, скокање и така натаму. Значи, тука е грешно кога кажуваме да биде уморен за да заспие побрзо. Да, зашто вие ако го разиграте детето пред спиење, почнува лачење на одредени хормони кои што му го отежнуваат спиењето, едноставно добива повеќе енергија тоа дете и сега ние пред спиење сакаме колку што е можно да го смириме, да го сталожиме за да заспие подобро. На еден начин тоа е кај нас возрастните така. Ако ние се превозбудиме пред спиење или ако вежбаме меѓутоа онаков тежок тренинг, зборувам со повеќе скокање пред спиење, може да биде малце да ни го отежни спиењето. Кај децата е тоа поизразено. Така што 1 сат пред спиењето не значи тоа да се затворат во соба и ништо да не прават, меѓутоа да си го сватат како 1 сат рутина пред спиење. Веќе да се повлечат дома, да не бидат излезени шетање надвор, да нема гости дома тој период, да се знае дека е време смирено. Дури и телевизија, цртани да се избегнуваат во тој период, да биде пуштена на пример позадинска музика, да биде игрите може да се игра детенцето, меѓутоа или повеќе да го остават само редење на коцки, боенка, зависи која возраст е. Родителите може да бидат вклучени во играта со детето, но посмирени игри за да биде колку што е можно подоцна успивањето полесно и посмирено. Значи, совет за сите тие родители, пред спиење нема играње со Нема децата. играње. Не. Едноставно да се обидат да ја смират атмосферата за детенцето да може да биде. Од друга страна,
во текот на денот е многу важно да бидат активни, бидејќи сега се случуваме многу често со дечиња кои се попасивни, бидејќи често гледаат цртани, повеќе се пред телевизор, тука се прави грешка, така што во текот на денот, во тие прозори на будност што преска ги спомнав, е многу битно детето да е колку што е можно поактивно, никакво изложување пред телевизори или надвор доколку дозволува времето, внатре, колку што е можно да биде поактивно, оставете го да биде дете, да се измори за да може да заспие, ама не да се премори, зашто има голема разлика. Што значи ако детето се премори? Тоа значи дека нема да има квалитетен сон? Не. Кога детето ќе се премори, почнува лачење на хормон кортизол. Кортизолот го зголемува нивото на шеќер и тоа е на еден начин како да сте му дале на детето да се напие чаша еспресо или Red Bull да сте му дале. Значи, детето со излачен кортизол и зголемено ниво на шеќер добива многу повеќе енергија и тоа дете делува дека воопшто не му се спие. Скока на сите страни. Тоа многу често се случува, особено во ноќните часови, кога на пример ќе му кажам на родителот заспите го во 8, измеѓу 7 и 8 и они ќе ми кажат: после 8-9 има највише енергија како сега да се разбудило." Тоа е затоа што не заспало на време, веќе дошло до лачење на тие хормони и детето е веќе преморено и од тој премор скока, игра, буквално делува дека не му се спие. Откако ќе заспие или многу тешко ќе заспие, или откако ќе заспие, ноќта ќе биде после нарушена, бидејќи кога кортизолот е излачен, тој па кортизол го попречува мелатонинот, што преска го спомнав, и не дозволува мелатонинот да се излачи во количини во кои што е потребен и не дозволува детето да влезе во длабока фаза на спиење, која што ни е многу битна за целокупното здравје. Сонот е многу битен, како за децата, така и возрастните, особено за правилен раст и развој на децата, меѓутоа ние како да не го цениме доволно. Дали може да ни ги кажете вие кои се тие здравствени придобивки од квалитетен сон? Не само сон, туку квалитетен сон. Така е, дефинитивно и јас така чувствувам, иако морам да признам дека во последните години малце како почнува да се менува. Сме напредувале малце така да го ценим? Да, јас морам да ги пофалам и родителите и се, например, кога почнав пред некои 8 години, бидејќи беше табу тема, не знаеа точно што се случува, и имав повеќе потешкоти од тоа да им објаснам колку важно е и така натаму. Сега се почесто ме контактираат родители веднаш што ќе се роди детето, се ме контактираат без разлика дали имаат проблем или не, сака да научат и да направат здрава основа за спиењето, што е стварно многу важно и многу ме радува тоа. Ама дефинитивно ние повеќе зборуваме и повеќе се зборува за здрава исхрана, за вежбање, што дефинитивно е многу важно, но многу малце зборуваме за здравиот сон. Здравиот сон, без здрав сон, е нарушен целиот имунитет, целиот организам, целото секојдневие е нарушено. Ајде кај децата, затоа што сега зборуваме за децата, меѓутоа знаеме дека кога ни е нарушен сонот и на нас возрастните знаеме да бидеме нервозни во текот на целиот ден. Дефинитивно, јас и тоа го кажувам, се претвараме во други личности. Во друга личност се претвараме, бидејќи стварно ни се нарушува целосно спиењето, не се препознаваме. Па исто и кај децата. И децата се претвараат во други личности, само што родителите, бидејќи директно не ги согледуваат здравствените проблеми кои што ќе настанат понатаму со текот на годините, некако го оставаат, бидејќи понекогаш е полесно да го заспиам со доање, тешко ми е да го научам да заспива само, полесно ми е да попуштам, бидејќи во тој момент и јас ќе поспиам. Ја вадиме таа карта. Ајде сега на било кој начин да го успиам за да поспиам и јас малце, меѓутоа на долги стази е тоа многу по-погрешно и многу по-тешко. Дефинитивно може секој детенце да се научи да спие. Во однос на здравствените проблеми ги има многу. Прво директно е нарушен растот и развојот, бидејќи за време на спиењето, ноќното спиење, се лачи хормонот за раст и развој. Кога детето не спие, кога има нарушено, односно чести будења во текот на ноќта, се нарушува хормонот за раст и развој кој што директно влијае врз развојот кај децата. Концентрацијата е многу намалена, значи тие дечиња обично немаат концентрација да се заиграат сами, цело време бараат внимание од родителите или од некој околу нив, многу се понервозни и покенкави, цело време плачат, сакаат во раци исклучиво, се плашат од луѓе, од непознати, не одат во непознати, како што стануваат, како што растат, многу се понервозни, значи многу повеќе може да се скараат, да се степаат со другарчето, поконфликтни се. Така што тука директно тоа се гледа нервозата кај децата, се зголемуваат шансите за зголемување на дијабетис, срцеви заболувања, значи има многу здравствени проблеми кои што може да настанат од нарушено спиење.
А ако имаме правилен сон, тогаш имаме правилен раст и развој на едно бебе? Да, дефинитивно. И многу често се случило, например, детенце кое што има потешкоти со говорењето или не проодело до 15-16 месеци, со самото средување на спиењето многу се забрзува целиот тој процес. И прозборување, и проодување, растот и развојот се забрзува на еден начин, го подобрува, добриот сон го подобрува испиењето. Еден професор исто кажа дека најдобар лек за здравието на децата и за имунитетот на децата е здравиот сон. Особено сега во овие зимни месеци, каде знаеме дека децата често се разболуваат и често го доведуваме до прашање тој имунитет на децата, еве сонот може да ни доведе и до добар имунитет. Дефинитивно, тоа гарантирам, мислам и со истражување е покажано и со дефинитивно сонот е исклучително важен за децата не во првите неколку години, најмногу затоа што е најзабрзан растот. Но општо, значи како што и растеме и спиењето е така важно. Често пати родителите се чувствуваат безпомошни, дека не може да се го заспива детето, дека еве детето нема квалитетен сон и барат начини како може да се го среда тоа. И верувам дека има милион техники кои помагаат во текот на овој процес. Но еве дали може да ги спомнеме некои најчести техники кои може да ги употребуваат родителите? Да, значи ако некој детенце се соочува со проблеми во спиење, прво родителот треба да види, нели, според возраста, каков дневен ред и распоред треба да има тоа дете. Многу е битно да се покрижиме за дневниот ред и распоред, за да можеме да работиме на ноќното спиење. Нема да го средиме ноќното спиење ако не го средиме претходно дневниот ред и распоред. Преку ден може да заспива детето и нека заспива било како, дали со раце, нишкање, било како, важно е само да ги отспие саатите кои му се потребни за таа возраст. Така што не треба да прават некои посебни техники во текот на денот, само да знам, например, дека треба моево дете да има 2 дремки и да се обидам на било кој начин тие 2 дремки да ги овозможам. Следен чекор ќе биде учење на детенцето на самостојно успивање. Некогаш само средувањето на дневниот ред и распоред без било какви техники помага во подобрување на ноќта. Ако тоа не се подобри, тогаш следен чекор е одиме во учење на детенцето на самостојно успивање. Тука постојат повеќе техники, меѓутоа јас сепак ги делам на 3-4, затоа што или ги имаме оние што се на едниот крај тау техники каде што го оставаш детето во соба, затвараш врата, излегуваш, плаче се додека не заспие, кои што се според мене малце поагресивни. Така е. Или на другата страна скроз тие па на пример ќе треба 3-4 месеци да работат на тоа, тие се скроз нежни, онака не дозволуваат ни солза да пушти детето, или некаде на среднина со кој што најчесто јас сакам да работам, се методи во кои што, како што напоменав и преска, родителот е тука, присутен, меѓутоа сепак му дозволуваш на детето само да заспие. Пример, ја правам рутината, секоја вечер правам една иста рутина затоа што ќе му биде позната на детето. Секоја вечер рутината за да биде успешна е важна секоја вечер да биде по исти редослед во исто време, бидејќи само на тој начин детенцето ќе знае во кој момент доаѓа времето на спиење. А они многу сакаат кога може да го предвидат следниот чекор. Децата не сакаат изненадување, а многу често родителите ја избрзуваат рутината и ајде сега легнуваме да спиеме. Не сакаат они, не го сакаат тоа, така што за да биде успешна рутината, важно е да се одвива во собата каде што детето спие и да се одвива секоја вечер по еден исти редослед. На крај на рутината го спуштаме детето будно во своето креветче, гасиме светло, добра ноќ, ајде да нанкаме и да кажеме родителот седнува покрај детето или зависи која метода ќе ја прави, меѓутоа тука е присутен и му помага на детето да заспие. Не значи дека само што ќе го спуштиме детето ќе легне и ќе заспие. Особено не дете кое што не знае да заспива самостојно. Нормално дека ќе стане, ќе се игра, ќе збори, зависи која возраст е. Меѓутоа ако го прави тоа, родителот треба да му даде знак на детенцето дека сега не е време за играње, сега е време за спиење, нема комуникација, нема зборување, нема смешкање у тој момент. И нормално ќе почне моментот кога веројатно ќе почне да плаче, на плачењето родителот реагира. Со галкање, со тапкање, ако е потребно ќе го крене во раце, ќе го спушти. Меѓутоа, цело време реагира на начин кој што е соодветен за тоа дете и да му помогне. И целта на тоа е сепак детенцето да заспие. Јас ќе помагам, се ќе направам, меѓутоа сепак целта е детенцето да заспие во своето креветче.
И верувам за сите родители треба трпение за сите овие техники кои вие ги спомнавте, затоа што без трпение верувам дека со еднаш пробување не се средуваат работите. Не, многу е битно секој што ќе сака да направи промена во спиењето да си има точно структуриран план. Нека си го направи планот без разлика дали со наша помош, дали со своја помош, со истражување, да си направи точно структуриран план. Ништо не може преку ноги да се промени, дефинитивно. Меѓутоа, ако си го следат планот, јас гарантирам дека уште првата вечер кај нив будењата ќе бидат драстично намалени. Значи, многу е погрешна представата ако ќе кажеме тренинг за спиење. Многу родители мислат дека тоа значи детето да плаче цела вечер, дека ние цела вечер и родителите се наоружуваат онака со трпение дека сега почнувам тренинг, треба да бидам ненаспана. Не е точно. Ние кога почнуваме тренинг, родителите уште првата вечер се многу понаспани отколку претходно што биле. И не е точно дека цела вечер плаче детето. Ако плаче цела вечер, значи дека нешто погрешно се прави. Не треба, за да биде добар тренингот, не треба детето да плаче цела вечер. Плачењето е можеби на првото успивање насочено, каде што родителот реагира и се. Во текот на вечерта треба повторно да се има план како постепено да се учи, а не одеднаш да го оставиме цела вечер да... Ева, ова може да ни биде и следна тема на разговор како да се научи детето самостојно да спие. Би им помогнала, верувам, на сите тие родители кои одат на работа или сакат и тие малце да излегуваат на вечер. Дефинитивно, затоа што е спас за многу фамилии. Апсолутно. И верувам дека треба да разговараме за сонот не само кај децата, туку и кај возрастните. Да, така е. Јас ти благодарам многу за овој разговор и за сите тие техники кои ни ги спомна и за целиот овој процес на сон кој ни го раскажа на нам, но и на сите наши гледачи. Ми беше чест. Благодарам многу и на поканата, навистина ми е драго и што зборуваме за спиењето се почест. Да. Па сонот е многу важен. Треба да научиме сите да си го цениме како што треба. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам.